Додека едно дете си играло на улица, неговата топка се пробило низ прозорец од куќа и влегла внатре. Мајката од детето го видело тоа и задзвони на вратата од куќата чиј прозорец е скршен. Еден човек ја отвора вратата. Жената рече: "Добар ден. Сакам да ве известам дека моето дете штотоку ви го искрши прозорецот со топка. Сакам да платам за оштетата направена, што и да е цената", вели таа. Човекот рече: "Еј, воопшто нема проблем. Топката што влезе удри во вазна и таа се скрши." Жената се вознемири уште повеќе. Кога погледна внатре, виде дека вазната е исто така скршена. "Навистина ми е жал за ова", рече таа. "И сакам да платам и за ова", вели таа. Човекот рече: "Еј, не е важно. Всушност, ти ми направи огромна услуга. Јас сум дух и 1000 години сум заробен во таа вазна. Благодарение на вашето дете, ја стекнав својата слобода. Ке ти исполнам 3 желби сега. Барајте од мене што сакате", вели тој. Жената многу радосна рече: "Не знам што да кажам, сакам убав замок." "И тоа во Париз", вели таа. Човекот прави краток телефонски повик и вели: "Еј, во ред, господјо, вашето барање е исполнето. И сега имате замок во Париз, може да одите кога сакате", вели тој. Жената рече: "За мојата втора желба сакам многу луксузна облека." Човекот рече: "Зачекајте малку", и тој прави краток телефонски повик. Потоа: "Вашата облека е готова. Можете да ја набавите од каде сакате", вели тој. Жената рече: "За мојата трета желба, го сакам најскапоцениот накид." Мажот рече: "Само секунда", тој прави уште еден телефонски повик. Потоа вели: "Можете да го купите накитот од кој било златар каде што ќе посакате." Жената лета од радост. Човекот потоа прашува: "Дали ти пречи ако те прашам нешто?" Жената рече со љубопитност: "Па може, прашајте." Човекот рече: "Во оваа вазна сум 1000 години. Долго време не сум видел женско лице. Дали би сакале да бидете со мене вечерва?" Жената рече: "Помалку размислување, зошто да не?" И остануваат заедно до сабајле. Кога ќе се разбудат наутро, човекот прашува: "Колку години имате, господјо?" Жената вели: 32. Човекот рече: "Лелее, толку години имате, уште верувате во духови." Ви благодариме што гледавте.